Нема простор за паника кај македонските потрошувачи за квалитетот на српското брашно. Иако ќе се ставаат контролни маркици во Србија на сите пакувања брашно до 5 килограми, истото ќе подложи на дополнителна контрола за квалитети во Македонија. Вако одговори министерот за земјоделство Лјупче Николовски, истакнувајќи дека станува збор за 5% од вкупните количини брашно, што се увезуваат од соседна Србија, за кои невозможно било контролни маркици да се ставаат во Македонија. Ние засилуваме контролата во тој дел. И ние се обврзавме и сметам дека граѓаните немаат потреба од никаква не треба да бидат загрижени во овој дел, заради тоа што тоа се мали количини споредбено со вкупниот увоз и за најголемиот дел, како што кажав, 95-96% останува новиот принцип на она што го договоривме. На состанокот на заедничкиот комитет во Белград, Србија, македонските власти од српските колеги ќе бараат улеснувања за извоз и на други земјоделски производи и преработки. Со Стопанската комора детектирани се производите за кои ќе се бара улеснувања. Еве, проблемот е со оризот. Например, се прават анализи кои што се чекаат по 15 дена, се прават во Ниш, предолго се чека на некој начин. Проблем е со извозот на водата, на алкохолните пијалоци, имат нов правилник кој што ја зголемува ПК вредноста за местните производи. Ние ги нотиравме заеднички со Стопанската комора сите овие проблеми кои што ги имаме, но тоа ќе биде и задача на комитетот. Македонија годишно од Србија увезува околу 40.000 тони брашно и земјава представува трет најголем увозник на српското брашно. За најголемиот увоз од 95% контролните маркици ќе се ставаат во земјава, а само за пакувањата до 5 килограми наменети за широка потрошувачка, контролните маркици ќе се ставаат во Србија.